Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте на програмата на К3 телевизија, термин резервиран за нов ден утринска емисија. Денеска разговараме за една многу интересна тема, односно се работи за здравјето на човекот. А Куманово има една бања која навистина прави чуда во здравјето на обичниот човек. Погодувате, станува збор за нашата препознатлива Кумановска бања, која во изминатите децении има излечено многу тешки случаи. И затоа денеска поканив двајца гости во нашето студио, познатиот лик од нашиот град, доктор Никола Костовски, специјалист интернист кој има работено во Кумановска бања, и еден пациент кој се има буквално излечено од Кумановската бања, господинот Сермет Мемети. Да му дадеме предност на господинот Мемети, вие имавте сериозен здравствен проблем, меѓутоа, благодарејќи на Кумановска бања, вие сте сега здрав и среќен човек, ако може така да кажем. Што конкретно имавте вие проблеми, господине Мемети? Имавме проблем со околу чување на телото. Значи, на кичмениот стол, и како почна во бањата да одам, почна да ослободува. Значи, ослободуваат нервите, ослободуваат мускулите, и движењето е многу подобро како што е било. Значи, сега... Вие сте биле на сите, препоставам, клиники, сте барале помош, меѓутоа помошта е најдете во Кумановска бања. Може да кажам 80% повеќе од бањата него од таблетите. Добре, како се сега вие чувствувате после овие 20 на дена терапија што сте имале во Кумановска бања? Како ви организмот, се чувствувате ли посвежи, поведри? Нормално да се чувствуваме многу по ослободени од телото. Порано беше повеќе укочен, сега движењето е полесно. Можам да одам на работа, можам да се вратам исто дома. Од кога го имате вие овој проблем? Овој веќе трета-четврта година. И сте пиеле секако вид на таблети? Сме пиеле, нормално повеќе што почнал да реагира сулфасалазинот од таблетите, ама сулфасалазинот помага, али без бањата Кумановска ништо. Значи, он делува, ама има и нешто и оштетува. Уште колку време планираш да идеш сега во Кумановска бања? Да е отворена бањата, ќе би планирал најмалку уште 30 дена. Може и повеќе. Значи нема оштетување од бањата, ништо, и зимно време сум бил. Значи не смета ништо, таа вода е хранлива вода за телото. И прочистува сите видови внатрешни, порите ги отвара, значи циркулација на крв, циркулира многу подобро. Да, вие рековте кога ќе напуштам бањата, си отидам дома и имам многу подобар сон. Тоа беа првите сигнали за подобрување на вашето здравје. Многу подобро спиете. Да. Значи, каде е мускулатурата блокирана, кога легнеш на кревет и спружиш се, значи почнува да циркулира све како што нормално е, и после спиеш до сабале, значи многу подобар сон имаш. Значи спиеш, на спиење си по нормален него како по други, како порано што беше, не можеш да спиеш до 3 преку ноќ, па земи некоја таблета, па так, за да можеш да спиеш. А вака од бањата нема потреба ни таблета ни ништо. Добре, кога правевме ние посета на Кумановска бања, видовме многу луѓе од сите етникуми, и кога разговараш со нив, еве,
при извршување на бањата, што ти велат тие, како се чувствуваат? Затоа што по големи број кога ги прашав, тие велат дека се многу подобри. Има луѓе што највеќе зборуваат за очите, пошто и стварно е така. Значи, два-три пати измиење очи на отворено, значи прочистува крвна циркулација и очите се поздрави. Така, господине Костовски, вие сте позната личност, знаете се за Кумановска бања, буквално што помага таа. Интересно е да се напомене дека нашата бања сврстуваат како прва во Европа, подобри од Карловари во Чешка и од Виши во Франција, пред се за лекување на нервниот систем. Дури таму има запишано еден податок во архива, каде што вели, во 90% случаи Кумановска бања прави регенерација на клетките во мозокот. Дали тоа точно? Вака сега, прво да ги поздравам гледачите и да кажам неколку збора за Кумановска бања, каде работи 7-8 години во добрите времиња пред војната и каде што имаше многу народ и многу посетеност од сите краеви на Југославија бивша. Имено нашата бања може да се, као балнеолошки центар еден, може да се карактеризира со два аспекта на бањското лекување. Може да се каже и три аспекта. Првиот аспект е лекувањето со капење во Кумановската бања во минералната вода. Вториот аспект е со надворешна апликација на повредите на кожата, на раните, на очите и на другите дерматолошки заболувања. Третиот аспект е на гастроинтестиналниот тракт, односно на желудецот, црниот дроб и другите заболувања кои веројатно во текот на емисијата ќе ги продискутираме. Овој аспект што го загатнате, првиот аспект е аспектот и дејството преку капење во минералната бања. Имено добро споменавте вие, ова вода има такви квалитативни својства да е една од водечките бањи, како што рекоте, подобро од Карлови Вари и од Виши, водата за капење, додека водата за пиење со своите карактеристики, дури и необработена и не софистицирана, има квалитети близко до водата од Врнјачка бања за лекување на гастроинтестиналните тегоби. Значи, тоа е едно благо кое што во Македонија, за жал, досега не беше доволно експлоатирано. Кога прашавте за првиот аспект што ќе го дискутираме, тоа е заболување на невролошкиот и психолошкиот систем. Таа бања, интересантно, има многу теории како делува и на кој начин. Меѓутоа, мора да кажам дека сигурно некој, јас се често прати и прашувам, како тоа водата да делува на нервниот систем, како да дојде до мозочните клетки и како може преку капење да се решава проблемите на психолошкиот план. И тоа тука постојат многу студии, многу анализи кои кажуваат дека се пореметува прво метаболниот статус на организмот, статусот на неуроните и ганглите во мозочниот систем, понатаму трансмисијата на импулсите од нозете, од рацете, од мозокот до главните центри и со тоа се хармонизира работа на централниот нервен систем. Поради тоа, доминантен ефект на ова бања за капење е да ги лекува пред се психијатриските заболувања како доминантни, а понатаму следуваат дерматовенерошките заболувања, односно кожните заболувања, дел реуматолошките заболувања и други некои заболувања. Што се однесува за нервните заболувања, јас имам искуство дека во годините кога работев, доаѓаја луѓе од Шведска и од Германија и од Загреб и од слично, кои најчесто доаѓаја како синдром на депресија, на ноќна неспиеност и несоница, доаѓаја и деца со ноќно мокрење, доаѓаја луѓе кои што има анксиозност, страв, уплашеност и така натаму. Интересно е дека после тој третман од бањата негде просечно траеше од 15-17 дена, ефектите беа навистина добри и ефектни, така да тие луѓе има потреба после извесен период, ова бања има пролонгирано дејство, да мораат повторно да дојдат за некоја година. И заради тоа, репетицијата на капањето повеќе години за дело многу благопријатно и многу подолготрено на централниот нервен систем. Во тој контекст ја тврдам сигурност дека голем број пациенти од ова бања беа поуспешно излечени, како што рече господин Сермет, со ваквата бања него со психотропни субстанции и лекови. Доктор, има таму еден запис од почитуваниот Петар Трајковски, новинар, кој има запишено таму дека некоја жена од Загреб и други од краеви на поранешна Југославија со тешки депресии, со буквално расстройства,
последна станица што се вели во животот и била Кумановска бања и тука кога нашата спасот. Мислам дека ви имате кажувано за таа жена од Загреб. Точно така. Чак имаше една жена, мора да кажам, наше поднебие, меѓутоа од Шведска, која доаѓаше во Кумановската бања. И навистина, ако веруват дека таа жена 10 година се лекува со депресија, лежала на клиники, психијатриски слично, со користење на ваквата бања и со користење на капењето постигнува изворедни ефекти. Веќе ја нема таа разочараност, депресија, лоши мисли, нерасположение, несоница и слично, се подобрува апетитот, комуникативните способности со околината и слично. Така да бањата веројатно многу добра преку оној регулирање на метаболизмот на неуроните, на нервните влакна и на централниот нервен систем. Да кажам ова дека ги регенерира клетките на мозокот е малку навистина, тоа би било навистина постои таков податок, меѓутоа сигурно дека можеби тој податок се однесува на тоа да се подобрува општата психолошка состојба и со тоа се прави регенерација на мисловниот процес. Не регенерација на клетките, туку регенерација на мисловниот процес. Веројатно можеби понатаму ќе ме прашате. Сакате да кажете подобра концентрација. Така, мисла, подобро расположение, апетит. Друго што сакам да кажам, бидејќи многу има се зборува да не изуми, дека после бањата е неопходно човекот да одмори тој ден поплане, да не се капе, тој ден е препорачено, да одмори во дома 2-3 сата, да одспие, пошто бањата, ако е примитно господин Сермет, делува на смирување, на отварање апетит и на спиење. Ја на прошла емисија реков дека имаше пациент кој што се бањаше 2 сата од Кувет беше дошол, потоа го стави во Куба, хотелот не можеше 6 сата да го разбудиме од сон. Значи делува, треба да се организмот веројатно тој действото на нервниот систем да се стабилизира, не човекот веднаш да земе физичка активност, да работи, да е активен, туку треба да одмори. Бањата се препорачува од 15 до 20 дена, иако еве како рече Сермет, има луѓе кои се капат и повеќе денови. Таа нема некои специјални контраиндикации, веројатно понатаму ќе дискутираме тоа кои луѓе може да се капат и кои други болести лекува. Да, исто најдов таму еден членок кај еден рудар од Пробишти, 85 година, буквално истоштен организам, исто човекот бил насекаде, меѓутоа во Кумановска бања, мислам дека со 15 бањи човекот дури има запишано, го препородил организмот и бил 2-3 години поред и веќе има повеќе сила за работа и така натаму. Видите, ја чисто би рекол, на вистина од искуство, ова не ga фаворизирам бањата, ниту нешто ја рекламирам бањата, зборувам за лечебните својства на нашата бања. На вистина ова е, може да се каже во науци, чудесна бања. Бања која што има, нема подобра бања на Балкан за и во Европа за лекување на невропсихијатриските заболувања. На вистина, еве, ако надзирате многу бањи Катланово, во Македонија нема друго, на блиските простори, на југословенските простори не постои таква. Значи, ова бања е водечка во тој третман и навистина една чудесна бања. Просто човек не може да се знаде кога пациенти после едно лекување од 15 дена или 20 дена се враќаат дома препородени, освежени. Дури и фамилијата се чудеше како тие луѓе така успешно се третираат. Ја имам случај после 5-годишно лекување на една пациентка комплетно излечена да ги прекина лекарства што ги пиела со години наназад на психичкиот план. Така да, навистина, неверојатни се потенцијалите на ова бања во лекување на психолошките, психијатриските, дементните состојби и слично. Ако ги зборуваме другите аспекти за тоа лекување, таа за контраиндикации може да кажам нешто за лекување за бањата, затоа што многу пациенти сега ме прашуваат кој може да се капе. Пример, сите болни што имаат срцеви заболувања и што имаат добар притисок, да немаат низок притисок, пошто бањата го намалува притисокот, може слободно со стентови, со операции, сично да се капат во таа бања, бидејќи нојната температура е идеална за лекување на други болести, односно не е претопла бања како што е Катлановска, Дебарска, каде е контраиндицирано тоа. Ефикасно делува, многу луѓе прашуваат со вени проширени. Делува на помага и на венскиот систем и нема контраиндикација дека може да се развие тромбоза или нешто слично. Исто така може со сите видови на кожни заболувања, псоријаза и други заболувања. Навистина, ако видите во таа бања луѓе со рани, со псоријатични промени на кожата се капат, просто ви страв дали таа бања нема да се го пренесе тој ефекат на вас. Нема да се пренесе. Таа бања има такво бактерицидно, антивоспалително дејство и го зголемува имунитетот. Така да, класна контраиндикација
не постои освен некој тешко пореметување на срцевиот ритам и многу ниска тензија, бидејќи притисокот се при капење намалува. Тоа е од тие контраиндикации што се споменуваат за ова лекување. И мислам дека перспективно со малку подобрување на сега е многу подобрување на другите параметри околу банјскиот туризам, а тоа е смештајните капацитети, уште подобрување квалитетот и во зимски услови и слично, и со добра реклама, кажем и пропаганда што фали на нашите простори, и тоа ќе биде изврсно. Ако нема да замерите, ако кажете дека сите сме биле во Бугарија. Да, вчера кога бевме, докторе, во бањата имаше еден пациент, мислам дека беше од Србија, од Крагуевац. Вели човекот, доаѓам, имам маки, меѓутоа немам услови каде се сместам и така натаму. Тоа мора се реши подвитно. Да се надеваме дека ќе биде се уред. Меѓутоа ме мети вас да ве запрашам, вашиот чичко имал сериозен проблем пред 30 години со окото. Да, точно е тоа. Една драматична состојба, ако може така да ја кажем, меѓутоа Кумановска бања човекот го спасила. Зашто се работи? Тој порано да збориме работеле луѓе со трактори. На пример на орање му влегува гранка на окото. И у тоа време го памтам беше доктор Владо, научни лекар. Он нешто терапија му даваше и го препоручи да оди у Кумановска бања. Он како почнал у Кумановска бања, најмалку 3 месеци бил и значи окото денеска му е здраво регенерирано. Тоа нема да поверува никој. Само да, вика животи дека бил на операција, примило крварење, па не помогнало ништо. Да, почнало и да скапе окото. Се регенерирало окото поново, сега денеска му е нормално окото. Добро, јас сега предлагам од режијата да слушнеме една мала изјава од господја Весна Младеновска, која ние ја прашавме што велат пациентите за Кумановска бања и кои се нејзините импресии од тоа доаѓањето на тие луѓе во тој капацитет. Имавме многу капачи, тоест барачи на здравје. Мислам дека ги задоволува, дека исполнува поголем број на болести. Пред се е нервното заболување. Имаше случаи што луѓето беа земја воздух, не знаеа за себе. Со 13 бањи 15 тие беа излекувани. Кожни заболувања, не, тоа дерматолог не сум, важно од случај до случај што гледам, во Словенија, во Љубљана на одредени пациенти им се давани терапии, лек нема, овдека му поминува за 7-8 бањи, со 7-8 бањи. Случај, жена во Германија примала инфузија, желудец не може да смири и вика ќе си одам у Македонија, па што кај ме носи натаму. На 5-та бања вика еве сега јадам и геврек и јогурт, значи ми помина, значи дека бањата е стварно лек. Кај мене конкретно, ја имам хемороиди внатрешни, на 3-та бања ми се отворија. И викам ке се бањам, шо биде тоа? Сега нема печење, нема сврбеш, значи дека е излекувано. И направив анализи, нема проблем, се е затворено. Она што е посебно интересно, вие имате кажувано дека жена која со децении примала инсулин, повеќе не прима благодарејќи на бања. Вака, ова се 100% случаи, жена доаѓа 21 ден на бања и бањата кога не работела 3 години, она била болна. Сега вика кога ќе направам 21 бања, ја од инсулин се префрлив на таблети. Тоа е вистинит случај, мислам и сите случаи се вистинити. Од случај до случај, ја што слушам тука. Жена правела Папа Николау тест, знаеме тоа што е кај жените, цин 1, цин 2. Направила овде бањи, она си, не знам колку бањи кажа дека направила, вика не е возможно, вика нема цин, нема ништо, докторот ја прашувал што правела. Така, пред некој ден слушнав дека имало овдека пациенти од Риека, од Србија многу доаѓаат, го бараат спасат во Кумановска бања. Што ви велат тие кога ќе си заминат после овдека овие терапии? После овие терапии тие се многу благодарни
Ја кај Србиве имав случај маж и жена и од Белград и од Врање и од Ниш. Викам, зошто доваѓате? Ви имате икс бањи таму, Соко, Косоварска, Врањска, Бујановачка. Вашата бања е закон, вика, да се разбереме. Нас најмногу ни одговара и што ќе одиме на одмор, ние знаеме, сме зеле здравје во водата. И кажете ни за крајот препорака до сите жители на Куманово и Североистокот ја препорачувате Кумановска бања, бидејќи има податоци кои велат дека нашата бања е број 1 во Европа за нервниот систем. Да. Дури има некои пишани документи, не знам кај се тие, дека ги регенерира клетките на мозокот. Да, имаше и случај човек од Австрија доаѓа со мозочен удар, имаше препорака да дојде вамо, доваѓаше со физиотерапеут, тешко се движеше, јас им помагав до бањава и на 13-та бања си замина за Австрија со помагала, ама некако оние троножни. Бањата е стварно природно богатство и треба да се вреднува и да се користи. Продолжуваме понатаму. Докторе, би се задржал овдека на два сегмента. Првиот сегмент е многу интересен, бидејќи јас лично го имам видено тој човек во бања. Мислам дека се викаше Власто од Австрија. Човекот пред 10 години имал стравотен мозочен удар, со се вели едва жив останал и доаѓаше тешко во бањата, со многу тешко движење. Меѓутоа, кога го прашав, викам, Власто, како се чувствуваш? Тој човекот едноставно ми рече, Марија, многу сум посмирен, подобро спием и ова бања некако буквално ме ревитализира. Еве, да кажеме за тоа, значи оние тешки мозочни удари, бањата помага. Вака сега, апсолутно рековме во претходната дискусија дека треба добро да се измерат контраиндикациите кои може да се капе во Кумановската бања, иако контраиндикациите се минорни, значи скоро минимални, скоро да нема некоја апсолутна контраиндикација за капење, кога што рече една пациентка, чак и диабетичари може да се капат и со срчеви удари, и со мозочни удари. Сигурно да за мој човек мора следно да го кажам дека мора да постои еден период пауза, период после мозочни удар, тоа не се аплицира веднаш првата година, додека не се зацврстат тие процеси регенеративни делумно со терапија медикаментозна и после година-две, кога веќе стабилна состојбата на невролошки план, се аплицира Кумановската бања. Сигурно дека, видите, мора нешто да кажам додека размислувам за овој разговор. За да нешто ви делува, мора да имате и припремено психа и перцепција дека ќе ви помогне. Многу е битно и таквиот аспект на секој пациент да верува дека во бањата ќе биде добро. Покрај тоа што бањата е исклучиво квалитетна, што рече и претходната гледачка. Значи, на нервниот систем, како би делувала на овој пациент ова бања? Со регулација, прво рековте многу добро во вашето уводно прашање, дека таа делува со прво релаксирање на нервниот систем. Со релаксирање на нервниот систем, оние грчеви на мускулатурата, оние тонични глечеви, контрактура, укочност на раците се опушта. Значи, прво, регулацијата на психолошкиот статус делува позитивно на опуштање на мускулатурниот статус. Првата компонента. Втората компонента, самата бања, рековме, ги освежува невроните, нервните влакна кои што се присутни на нозете, на рацете на пациентот и со тоа се праќаат поволни импулси до мозокот кој сега подобро функционира. Значи, апсолутно преку периферната регулација, преку кожата, регулирање на метаболитниот статус, односно на pH вредноста и на калциумот и натриумот, се подобрува и структурата на крвната регулација и со тоа се подобрува и физичката компонента на нозите и раците. Не тврдам, мора да го кажам честно пред гледачите на телевизија Куманово, дека ова бања не е доминантно за шлогирани луѓе, меѓутоа е доминантно за луѓето психијатриски, реуматски и слично. Помага ни тие луѓе и апсолутно е тоа така на некој специфичен механизам. Гледачката спомена и за очните заболувања. Тој сегмент не го загатнавме. Имено покрај бањата која е за лекување на кожни заболувања со капење и слично, постои друга компонента, тоа е водата за пиење, која што е исклучиво квалитетна, рековме со врнечка бања, а тоа е лечи диабет. Значи,
го намалува диабет. Имавте пример дека чак диабетот бил залечен, долечен или помогнал да се регулира. Прашам, дали е возможно човек, вие сте лекар, знаете, кој толку време прима инсулин, тоа е веќе била трајно доживотно, меѓутоа оваа жена сега не е на инсулин на таблети, како тоа е возможно? Видите, малку е можда малку е шпекулативно, меѓутоа сигурно дека шеќерната болест има периоди кога шеќерната болест од инсулин ради низ за други компоненти може да се префрли многу ретко на таблетарна терапија. Во секој случај, комплетно излекување, да не сега шеќерачите ми разберат дека ако дојде колоноска бања ќе го снема диабетот. Меѓутоа, регулација на диабетот, на диабетните компликации на нервите, на очите, на шлоговите, на сечена гангрена, на слично, се намалени. Прва работа. Втора, таа вода изузетно добро делува на лечење на хепатит, жолтица и заболување на црниот дробни систем, на чивна 12-палчево, на гастритис и воспаление на дебелото црево што ги слушнавме, исклучително добро дело на жолчното кесе, каме жолчото, па дури многу пациенти прашуваат, има некои шпекулативни мислења дека пиењето вода, пошто има каменчиња, ќе створи камен. Не е точно. Кумановска бања од професор Маси мене ми е кажано, едно од најпознатите нефролози во Македонија, исклучително добра за лекување на каменчињата во бубрежниот систем. Имено ако сте приметили кога пиете вода, се многу мокри, таа има диуретски ефекат и со тоа ги разбива каменче и ги сврза. Значи слободно пациентите може да пијат вода во смисол на лекување на тие заболувања. За кожните заболувања и очни заболувања, што рече и господинот и гледачката, очните заболувања исто така се многу ефектно третираат со лекување со миење на таа вода. Уште од деца се сеќаваме и ние дека сме таму биле. Така е докажат нивниот антивоспалителен ефекат, регенеративниот ефекат на епителите на кожата, на слузокожата, на окото, на нозете, на чиревите, на значи прво антивоспалителен, значи регенеративен ефекат на слузниците, на кожата и на очите. Една многу интересна работа, еве би сакал да ве прашам од ова место. Кога ќе се оди во Кумановска бања, еве има господин Мемети знае 20-30 луѓе се капаат, си разговараат еден друг, трет, се комуницираат. Меѓутоа, вела дека кога ќе се оди во Кумановска бања, тие пола сат треба да биде тишина во бања, не треба да се комуницира, бидејќи тогаш действат уште подобро. Дали тоа е точно? Апсолутно е точно. Знаете, има многу модалитети од тоа кој како е прима бањата. Се смеев едно време кога работех како доктор, таму вика еден пациент советува други, слушам. Кога влезеш во бања ќе дигнеш рака вака горе, некој електрицитет ќе спроведеш да ти дојде во телото, па некој вика ќе се бањаш вака, па некој вака, значи има некој свој како да фетиши како треба да се капе. Апсолутно, ако ве делува на нервниот систем, вие се дошле да го одморите нервниот систем, не ви треба активација во тој момент со муабети, со него чисто да се опуштите, да уживате во бањата и мозокот да се фокусирате на тоа, со тоа си нервниот систем релаксира и подобро делува бањата. Ако вие бладате, се карате, се расправате, апсолутно се троши мозокот систем уместо да се вие да мирува, тој се активира. Значи не е пожелно многу да се галами во бањата, не е оспорно. Так. И друг проблем, мора да кажем, има група пациенти кои не ги поднасат веднаш бањите, да тоа треба нека лекар да се советува. Ја многу пати советувал некои пациенти, има реакција од бањата, дојдат утре дента, ги намалиме бања по 20 минути. Првите 2-3 бањи советувал на поголема група пациенти по 20 на минути, се потоа неколку дена понатаму да ја продолжат на 30 минути, па чак имаме пациенти кои благопријатни 2 пати дневно индицираше да идат и сабајле и вечер, да со тоа, значи мора да се проследи секој индивидуално и како поднесува бањата. Генерално бањата не се чува во бања некој да се шокира, да добие мозочен удар, да добие инфаркт, да направи некои компликации до сега. Значи исклучително ефектна, квалитетна и здрава бања. Предлагам од режијата потоа да идеме со оние инсерти. Господин Мемети, забележавме кога вие бевте во Кумановска бања, што рече докторот, вие се опуштите, медитирате и што размислувате во тие моменти? Во тие моменти не размислувам ништо заради опуштање на нерви, пошто кај мене делува највеќе на нервниот систем. Значи, нервниот систем го храни и се осеќам потоа подобро, али се десило и на првите денови и слушам некои луѓе тука на бањата, сум имал и пријател лично
и он пробал со мене еден ден и утре од ден не е дошол. Да. И вика ми стеза повеќе Така е. мускулатурата. А значи бањата треба најмалку 10 на 15 дена за да помине тоа. А значи со еден ден, 2, 3 дена нема да направи ништо и затоа најмалку од 12-13 дена нагоре повеќе. Така е. Докторе, ова е интересна слика, ова е изворот. Сега слушавме таму муабети, вика не треба многу до изворот, малку подалеку, затоа што е многу силен, може да има контраиндикации или тоа се само шпекулации. Повеќе се шпекулации, неоспорно таа вода брзо, вие знаете, се меша меѓу себе и не би кажал дека е баш така. Сега директно изборот е смешно да стоиш баш на него, со тоа неутралишеш дројство наоколу, али не би се сложил со тоа дека ќе има некои стетни ефекти околу близина ако се наоѓа до него. Бојата е многу интересна тоа, ако може да го прокоментираме, нешто зелено-плаво на бањата. Види сега, може би зависи од плочки да се малку насмееме Така, да. и од дизајнот на плочки не е тоа така, меѓутоа сигурно дека Убава, овде интересна боја, да. Да, бојата е продукт на земните токови кај се наоѓа, значи дел има на железо тука, дел има и на други метали, бањата е многу длабока, не е тоа плитка бања, тако вие анализирате, ја како имам информација преку 1000 метра, негде 2000 метра, по некои статистики е под земјата нениот ток. Така да таа бања сигурно не стои свој пат, со многу минерали се соочува, а и самата боја е навистина интересантна, але тоа е реакција на хемискиот состав, повеќе на хемискиот состав кој е исто така многу значаен за нервните заболувања. Дури таму пишува дека нашата бања единствено во Европа има некои две компоненти кои се врзуваат со калциум. Да, сигурно има и они кои што со калциумот кокетират, како да кажем, а калциум е многу битен за регулација на нервните влакна, на срцето е многу битен и на коските, како кој господин Мемети. Значи, тие две компоненти, алкални компоненти што се присутни во комбинација со калциумот, даваат некое соединение кое што делува прилично добро на регулација на сите невролошко-психолошки механизми во организмот. Господин Мемети, кој на вас ви е препорача Кумановска бања? Од кај вие слушнавте за незините чудотворни лековити својства? Јас право да ти кажам, од сам себе сум чул дека у Куманово одат овие што варат вариоци, повеќе одат секој вечер и пробав на шетање прво да одам и видов дека реагира, ради тоа почнав да идам нон-стоп. Првото беше на миењето на главата, нозете и потоа кога се отвори бањата и во Вие дури бањата. одите во зимскиот период, велите Да. нозете ги Некој миете. ќе помислува дека е смешно, значи зимскиот период ги ставам нозете во водата, значи ништо уопшто не смета дека е зимно време. Осеќаш се како дома да ги измиеш нозете, значи седиш 10-15 минута и се качуваш на колата. Тоа е работа што тука треба да има нешто градено како хотел, иначе ние за Кумановци не е далеку, седнеш во кола и си одиме дома. Дома ни е после топло, а вака, например, од некој подалеко е Да. по-проблематично. Тука подхитно треба да има хотел, дали градот ќе треба да помага, дали некој инвеститор, дали било кој, значи тој проблем треба да се реши. За луѓето да оздрават, не е работа за да се збогати некој за таа бања или нешто. Така Тоа е. е да се оздрават луѓето, мислам, мое мислење. Вие кажувате ли на вашите комши и пријатели, еве, Да, пуно пријатели со мене се дојдени, после тоа има пуно што се дојдени преко мене, пошто јас точно го осеќам, не знам дали преска го спомнав. Доктор ми препорача 3 комада на 7 сата да пијам Сулфазалазин. сулфазалазинот беше за реуматски проблеми, тој, али за нервите да ги појача бедоксин. Зимам бедоксин 7 часа, еден бедоксин држи. Значи, бедоксинот го изфрлив, сви 3 комада требаше да ги пијам на 24 сата, ги изфрлив
има годину дена што ги исфрлив, значи Кумановска бања, нервите 3 бедоксина ми требаа за 24 часа. Сега ги ставам нозете, бедоксинот комплетно го исфрлив. Значи, појако е нормално водата ги храни него бедоксинот. Докторе, една клучна прашање може би ќе биде ова, дали смеат децата да се капаат во Кумановска бања? Има таму документи пишени дека и децата иделе кои имале слаба концентрација во училиште и кои биле вака доста агресивни, како да кажам. Апсолутно. Значи, може и дец да се капат, сигурно дека може би должината на капењето малку треба да се намали. Да. Ако ви спомнав претходно, значи ноќно мокрење најче причина кај децата. До 5-6 години деца се мокри ноќе и пациенти не знаат што да прават, дури доаѓа треба некои прашуваат за бања, некои лекови од странство и така натаму. Исклучително добар ефект има бањата за тоа нокно моќе, пошто тоа е поврзано со централниот нервен систем прво. Второ, девијации во однесувањето, во комуникација со децата од околината и слично, сето тоа исто така може да биде регулирано со капење. Значи, нема контраиндикација за капење на децата, само сигурно треба да биде тоа бебе или 1 година дете, над 3 години понатаму да се децата поголеми, да биде околу 15 минути капење дневно и нема никаква контраиндикација, поготово за агресивни деца, нервозни деца, напнати деца. Денеска од донешно време, кога видите, сите деца се хиперактивни. Тоа е чудо денеска што се случува, не можеш ни внук, ни деца да ги контролираш, сите цел ден трчат, сите се активни. Значи, помага на регулација и на хиперактивноста, на подобра концентрација, на подобра меморија, на подобар сон, на поднесување кое е по-неагресивно, него е по-пријатно и во однос на околината околу себе. Така да нема контраиндикации за децата на 3 години. Докторе, вие сте работеле 6 години во Кумановска бања, може да ни кажете некој најтежок случај кој сте го имале, кој го паметите и ден денеска и го раскажувате, а на вас ви е задоволство да го зборувате? Некој најтежок случај? Пример, имаше случај негде беше од југословенските простори, доведоа една жена која ја доведоа фактички во кола, како што рече господинот Мемети, кој што не комуницираше, не разговараше, како тоа времето не беше споменуто Алцхаймер, атеросклероза се викаше, заборавање, кое што беше во своји посебни мисли, некомуникативна, не разговара, не може да се движи. Дури во првите денови во раце однесува во базенот да се капе. Со, што рече господин Мемети, после 5-6 дена почна да комуницира, почна само да се движи, да јаде и слично. Значи, од една жена инвалид, која што луѓето имале и туѓа нега користеле, чувале психијатриски лекови пиеле, дојде ситуација да жената биде како нормалните особи за 15 на дена лекување. Ја видови после година-две, таа жена беше сосема друга жена. Значи, тоа, значи, ако еден пациент го видите да дојде со помош на друго лице, со некомуникативност, со некооперативност, што едни лоши суицидни идеи, депресии, да го видите после 15 дена како со ова седи, разговара, среќа за фамилијата, среќа за оние што е довеле, просто беа луѓето воодушевени. Има и такви примери кои што се навистина понекогаш може би да се случи да се кажеме и неверојатни, али навистина се веројатни. Али никако не сме да кажеме да глорифицираме дека лечи се оваа бања. Лечи многу, нема контраиндикации, треба права селекција, прав одбор и може би треба некој, не знам дали има во бањата напишано што болести лекува, како има некоја апликација надвор составот на бања, нешто како од другите бањи тоа може да се направи. Ова бања се лекува тие заболувања со својот состав и сично, чисто луѓето некои да прочитаат. Меѓутоа, доктор, еве во нашиот град владее една синтагма која, еве и господинот Цермет разговаравме, кога ќе кажеш на некој човек кај ќе одиш во бања, вика, па ти вика не си стар, 70-80 години идеш во бања, мислам дека тоа кај нас таа перцепција е многу лоша. Така. На западниот свет идат во бања од 7 до 90 години. Кај нас ако ти е некој средовечен човек, ти е велат, а ти вика не си со памет добар. Така да хипотетички да кажувам. Тоа сте во права, ако веќе зборуваме за Кумановска бања,
тогаш, значи, старата девиза во здравството е боле спречити него лечити на српски, го кажеме, или подобро чувај го здравето додека си здрав, а ако го се разбереш, не можеш да го вратиш тоа што си го имал. Значи, да го зачуваш своето здравје, треба ова бања да се користи уште од релативно младите години, не младите, али негде од средновечните години, од 40 натаму, каде што подобро рекуваме мозочни функции, концентрација, психолошки став. За еден менаџер ова бања е прекрасна. Днес менаџери имате куп должници, фирми ликвидирани, слично. Ова бања е феноменална за такви аспекти. Не наоѓаме време, ние само трчиме по бизниси, по нешто слично, меѓу тоа ова бања да се релаксира, да го пуштиме мозокот. Да не зборуваме за X проблеми со наши деца што ги имаме со комши, со фамилија, со општеството и слично. Ова бања релаксирачки делува. Значи превентивно препорачувам на секој граѓанин. Сеќам се ние како деца, постари од мене што беа некој рипа во бањата најше цел ноќ се капеа децата, идеа. Таа бања е, значи не смета на ништо, и повеќе еден час протективно и заштитно треба да се навреме почне да се аплицира, затоа што навистина ќе се осети благодетот на ова делување, човекот се сеќа како препороден, како нова личност, како освежен, како поактивен, попсихолошки стабилен. Така да таа девиза не важи, таа важи девиза некоја наша балканска девиза, таа стара. Еве, господине Мемети, вие одите во континуитет, не треба многу време. Половина час во бања, трнеш 15 минути пред во бањата, 15 минути после се качиш во автомобилот, значи човекот треба да одвои 1 час време, а многу добива за здравјето. Јас би ги препорачал луѓето што работат со компјутер. Значи, ако работи повеќе од 4-5 часа на компјутер, компјутерот не е толку за здравето, не е толку добар да се користи, али некој пак има работа, мора да работи тоа. Значи, луѓето што работат на компјутер, би ги препорачал да одат во бањата за да се врати телото на исто место. Така е. Он у тој момент нема да примети како докторот што кажа, ама боле порано да се лекуваш, него да чекаш да дојде до што вика до крај. Доктор, би сакал да ве прашам, еве, и во Кумановска бања кажуваше една жена имала хипертензија, 185-120 и со 21 ден бања, значи 3 недели максимум, таа го спуштила притисокот на 130, мислам дека беше 190. Апсолутно тоа заборавме да го кажеме, дека нашата бања исклучително ефектно делува на хипертензијата, значи притиси 180-170 се регулират многу ефектно со бањата. Ги рекоме механизмите, прво релаксирачко дејство, пошто често притиси се и на нервна база од оптеретување од живот, често пати се и од други заболувања, значи бањата делува многу добро, некој не причи, многу пациенти кога се лекуваат во бањата ги намалуваме терапиите со антихипертензиви, али забрануваме да пијат континуирано вода од бањата, затоа што водата од бања континуирано ако се пие многу кумановци ја пијат таа вода како обична вода, што по сите клаузули балнеолошки и медицински не е препорачливо, значи негде треба 1/3 до 2/3 да е вода кумановска, а дресто да е обична вода, затоа што таа па покачува притисокот. Значи, ниједна минерална вода не сме да се пие само она исклучува, многу луѓе само тоа пие, што е катастрофална грешка, затоа што не гледате реклами на шишињата што пишува, што содржи, колку е точно тоа не е битно. Важно е дека минералната вода не треба да ја замени обичната вода. Обичната вода е водечка, значи таа треба, зборувам ова за Кумановска бања, дека кога се капе пациентот со висок присок, ние советуваме 2-3 чаши пред јадење да зима, затоа што се отвора апетитот, се регулира желудицот, се подобрува киселината, се подобрува варењето, метаболизмот, се подобрува шеќерот во крвта и слично. Дали кога некој се реши да оди во бања, има некој здравствен проблем, смее паралелно да ги пие лековите да оди во бања? Да. Сега, нели, тука постојат многу диагнози, може слободно, иако, нели, затоа што не алудирам, но сигурно перспективно за Куманово, за Кумановска бања, е потребно кога се регулира и изглед дотера да се има и некој лекарство, некој картон лекарски, кај се мери висина, тежина, притисок, кај ќе се направи. Сето тоа е за добробит, кај 50 дена поголема цената, секој ќе дојде да се провери.
Дори тогаш може да измериме дали да го прекине лекот или не. Видите, сега не знам за која диагноза да кажем дали да го прекине или не. За притисокот мора да пие, па доктор да му измери, па да ја намали дозата. За шеќерот исто така, со пиење на водата и со капење може да достане инсулин, ќе треба да се понамали по 2 единици сабајле или навечер. Значи, постојат модалитети кои што ипак не можам амблок да ја кажам, остави ги лековите. Зависи од диагноза и од пациент. Исто важно прашање, кога ќе се направи бања, колку човекот треба да одмора? Час и половина, 2, 3? Така, после бањата ја препорачам најмалку до 2 часа, сат и по 2 часа да се ништо. одмори дома, да се одспие, да се релаксира ако се постои можности, затоа што слушнавте бањата интересантно, ја тоа не може да го сватам. Значи, делува пролонгирано, вие се бањате 20 дена, 30 дена, još 30-40 дена дома осеќате ги ефекти на бањата. Со Сега ќе месеци. прекинам. Вчера рече еден пациент, помлад човек, вика, бев во бања мината година во август, во декември, јануари, февруари, ја се чувствував како препороден. Така е. Дали тоа можно? Можно е. Али ако сте го запрашите, ќе видите дека дојде таму идната година дека има потреба повторно за просто организмот како да бара бања. Тоа е интересантен феномен, не може да го опишам, али голем број пациенти го ми кажува: доктор, ја осетам го организмот дека ми треба кумановска бања. И тоа обично после 9-10 месеци неопходно е да одат. Господин Мети, сега вие станавте редовен посетител на кумановска бања, мислам дека после ова ваше излекување вие нема да се откажете, ќе оде секоја година. Еве само да кажем ексклузивна информација на нашите гледачи, доктори, вие ќе слушнете, за пропат кумановска бања сега ќе работи во зимскиот период. Значи, ударна доза тоа ќе биде за секој човек и лето и зимо да прави бања и да биде уште поздрав. Така е. Така е. Вие значи продолжувате понатаму Јас со бања. продолжувам, нормално така ќе продолжувам. Иначе и не можам да прекинам, и да сакам да прекинам не можам. Добро, што би ми препорачале вие на гледачите, бидејќи сте имале искуство кое ви помогнало, сте наште лек, сега сте задоволни, среќен човек, една препорака до гледачите за бањата? Препорака мислам на кога му е потребно Да доаѓа. да доаѓа, да оди во бањата. Значи, штетна, како и докторот што кажа, штетна е, не е, за било кој, за помалите деца да се бањат, пошто често ги гледам и децата се бањат, значи штетно не е. И мокрењето што го спомна докторот, деца што се мократ, сум чул и тоа дека точно е, дека ќе прекини, значи, дури за преглада помага. Ако е детето преладено, и излекува, да. Докторе, последно прашање за денеска. Колку смее човекот, таму сега има разноразни муабети верзии, велат 3 недели ни ден повеќе, ве господинот Сермет планира да оди повеќе, ова господи рече била 30 дена. Дали може да има штета ако се оди преку 21 ден или не? Најдобар показател е организмот и состојбата на како се пациентот. чувствува? Нормално, Значи, тачно е така. знаеш и за тоа постојат фетиши, фами, меѓу Значи, луѓето организмот на колат. пациентот, да. Еве он рече 20. Некој вика Мене не ми смета и 50 дена да одам, Так, 60 дена, не ми смета. Мене секој ден подобро ми помага. така. Значи под 7 бања е ирелевантно да се оди. Почета од 11 натаму е неопходно да се оди. Некој вика тек, некој чифт, нема врска нема тоа. врска, Значи, да. меѓутоа сигурно да самиот организам ќе покаже дали може да поднаса бањата. Мислам дека Самиот нема забрана да се организам, и месец дена капе во таа бања. И би оставил само порака на гледачите. Имаме една прекрасна бања. Имаме живот турбулентен, полн со напори си. Забораваме нашата бања, ги забораваме благодетите и да си го сочуваме нашето здравје. На секој здрав човек кој активно живее, кој има психолошки проблеми на работно место, дома, кој е цел ден врзан со компјутери и со други инструменти, му прврачно за да се подобро чувствува, за подобро живее, за да биде посветен да користи ова бања. Ви благодарам што одвоите време. Мислам дека кажавме доста интересни работи и се гледаме во друга прилика. Почитувани гледачи, јас само ќе завршам со зборовите. Чудотворноста на Кумановска бања навистина е многу голема и значајна за секој човек. Затоа одете во Кумановска бања, верувајте ќе бидете поздрави и посреќни. Ви посакувам пријатен ден и убави мигови со КТ телевизија.